3,2 милиони денари или околу 50.000 евра одвои Министерството за култура за реконструкцијата на Кумановскиот театар. Третата фаза предвидуваше замена на кровната конструкција и изградба на светлосен мост. Од Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев, по чија надлежност е театар Куманово, вела дека станува збор за малку средства со кои нема да може да се заврши предвиденото. Посочуваат, со овие средства ќе успееме да уредиме дел од тоалетите и да поставиме рампи за лицата со попреченост. Ке ги очекуваме тие пари кои треба да дојдат за комплетна реконструкција на трета фаза, тоа дали ќе случи ова година или идната, ќе видиме. Со овие пари сега што се неодобрени, ќе ги искористиме, значи за да се завршат некои работи кои не се завршени во театарот. Се уште не знаеме доколку има ребаланс во јуни, можеби ќе се одобрат, меѓутоа тоа не зависи сепак од нас, зависи од таму како ќе го распределат буџетот. Знаат, запознаени се дека треба да се реконструира театарот и јас сум убеден дека тоа ќе се заврши, меѓутоа може да се пролонгира малку. Целосно третата фаза, според проекциите, би биле потребни некои 25 милиони денари за да се заврши целата фаза, кровот и светлосниот мост, што би било навистина повеќе од 60% на целокупното завршување на театар Куманово. Потоа би се спуштило долниот дел, гледалиштето и сцената и термотехниката, тоа нема да изискува толку големи средства. Речиси 2 години во Центарот за култура функционира и Кумановскиот театар, односно македонската и албанската драма. Просторот, велат надлежните, е претесен за 3 установи. Апелирам да се дообезбедат тие финансиски средства, бидејќи навистина се потребни за да целокупната екипа од театар Куманово има сепак свој дом и Куманово да има модерен и функционален театар. И убеден сум и сигурен сум дека тоа ќе се случи, меѓутоа може да има мало пролонгирање заради целокупната економска состојба која ја разбираме каква е во државата. Годинава театар Куманово одбележува и 75 години постоење. По тој повод се подготвуваат 3 премиери како и монографија, но одбележувањето најверојатно нема да се одржи во нивниот втор дом. Актерите претходно со отворено писмо информираа за нивниот проблем, иако побарале од Министерството за култура, досега не добиле никаков одговор. Ние долги години работевме во несоодветни услови, сепак зградата на театарот е стара зграда. Самиот процес на реконструкција го прифативме со воодушевување, се разбира, заради тоа што ќе имавме подобрени услови за остварување на нашата театарска дејност. Мислевме дека сето тоа многу бргу ќе оди, заради тоа што сепак се работи за реконструкција, тоа не е комплетно нов објект, не се гради од нула. Но со годинишни средства кои што Министерството за култура ги предвиде да ги оддели за продолжување на реконструкцијата, едноставно се покажува дека овој процес за нас ќе се одолжи во недоглед. Ние веќе 2 години сме во Центарот за култура. Центарот за култура е зграда која што во текот на зимскиот период 6 месеци нема грејење, што значи дека ние театарската дејност е невозможно да ја остваруваме. И тоа секако е на штета на сите, како на нас актерите, заради тоа што не можеме да создаваме, да креираме театар, така и за публиката, која што како што гледам од реакциите, навистина желно не очекува. По безбројните реакции од наша страна, ние не добивме никаков одговор и искрено се чувствуваме малку навредени, заради тоа што тоа за нас представува несериозен однос од страна на Министерството за култура. Значи да оставите група на уметници кои што треба да творат, кои што во исто време се на државниот буџет во никакви услови, навистина покренува безброј прашања. Нашата реакција всушност се однесуваше токму на тоа, да имаме некаква назнака за тоа до кога ќе се одвива таа реконструкција. Актерите за сега не размислуваат за ригорозни мерки, бидејќи велат љубовта кон театарот секогаш била посилна. Сепак се надеваат дека Министерството за култура ќе биде и нивна мајка. Овие пари се сериозно малку. Сериозно малку, значи ништо не можеме да направиме, а третата фаза практично се однесуваше на кровот, на кровната конструкција, плюс за нас добрата околност дека ќе добиевме, мислам предвидено е да добиеме и дополнителен светлосен мост кој што за сцената е од голема добробит, меѓутоа не можеме ништо да предвидиме и ваквата стендбај ситуација навистина не му одговара на никому. Не размислуваме за поригорозни мерки, но сериозно не размислувам сега во оваа позиција, меѓутоа не знам како би се одвивале работите после 2 месеца, доколку ние и понатаму бидеме игнорирани и немаме никаков
никаква информација од страна на Министерството за култура, но сериозно, искрено се надеваме дека ќе одговорат на овој наш повик, дека ќе земат во предвид оваа наша ситуација и дека ќе Министерството за култура навистина ќе биде и за нас мајка. И кумановци, љубителите на театарската уметност, со години им даваат поддршка на актерите, бидејќи тие сакаат да следат нови премиери и бројни представи.